Беше тоа на 24 февруари 1582 година, кога е воведен Григоријанскиот календар. На 24 февруари 1939 година е роден Дики Бојаджи, доаѓен на маратонското пливање во Македонија. Има освоено многу републички трофеи, медали и награди. Добитник е на многу државни признанија и награди. Беше тоа на 24 февруари 1946 година, кога во Скопје, на иницијатива на македонските уметници Никола Мартиновски, Лазар Личеновски, Димо Тодоровски, Здравко Блажевиќ, Борко Лазевски и на други, формирано е Друштвото на ликовните уметници на Македонија, ДЛУМ. На 24 февруари 1952 година во Торино, Италија, умре Христо Татарчев, еден од основоположниците на Македонската револуционерна организација во Солун од 1893 година. Беше председател од нејзиното основање па се до 1901 година. Роден е во Ресен на 16 декември 1869 година. Беше тоа на 24 февруари 1967 година, кога е роден Љупчо Марковски, македонски фудбалер. Тој го имал своето деби за сениорската репрезентација на Македонија на пријателскиот надпревар во октомври 1993 година на гостувањето против Словенија, кој беше прв службен надпревар за неговата земја во историјата и има стекнато вкупно 30 надпревари. Неговиот последен меѓународен надпревар бил пријателскиот надпревар во јуни 1998 година против Босна и Херцеговина. На 24 февруари 1969 година во Скопје се одржа светското првенство во хокеј на мраз. Во нашиот главен град се играа надпреварите од С групата. На турнирот учествуваа селекциите на Јапонија, Швајцарија, Унгарија, Холандија, Бугарија и Данска. За потребите на првенството почна изградбата на лизгалиштето под Кале. Со тоа почна и раѓањето на квалитетниот македонски хокеј, кој имаше своја златна доба во следните 2 децении, со кулминација во средината на 80-тите години. Беше тоа на 24 февруари 1976 година, кога во Охрид умре Димитар Митрев, македонски литературен критичар и есеист, публицист, академик и професор на Филолошкиот факултет во Скопје. Негови познати дела се Пиринска Македонија во борба за национално ослободување, Вапцаров, Критики и огледи, а роден е во Деде Ага на 4 октомври 1919 година. На 24 февруари 1995 година е роден Игор Алексовски, македонски фудбалер. Го направил своето деби на 4 август 2013 година на 18 годишна возраст, играјќи го целиот надпревар за Македонија Ѓорче Петров против Вардар во првото коло од првата фудбалска лига на Македонија 2013-2014. Таа сезона тој одиграл 31 надпревар. Од 2012 година Алексовски е редовен во повеќето младински репрезентации на Македонија. Тој го имал своето деби за фудбалската репрезентација на Македонија на 20 октомври 2022 година на пријателскиот надпревар против Саудиска Арабија. Беше тоа на 24 февруари 2003 година, кога поради штрајк на вработените во новинско-издавачкото предпријатие Нова Македонија не излегуваа весниците Нова Македонија, Вечер и Бирлик. Весниците почнаа да излегуваат на 5 март 2003 година. На 24 февруари 2022 година почина Луан Старова, македонски писател, роден на 14 август 1941 година во Подградец, Албанија, а од 1943 година семејството се преселило во Струга, во Тетово и од 1945 година во Скопје. За време на студиите работел како новинар и како главен и одговорен уредник на весникот Млад борец. Во 1979 година бил избран за подпредседател на Републичката комисија за културни врски со странство.
Бил прв главен и одговорен уредник на македонското издание на Гласникот на УНЕСКО и член на редакцијата на меѓународното списание Балкан форум. Во 1985 година бил избран за вореден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Тунис. Во 1994 година бил именуван за прв вореден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Франција, прв постојан представник во УНЕСКО и нерезидентен амбасадор во Шпанија и Португалија. Редовен член е на Македонската академија на науките и уметностите од 2003 година. Луан Старова е автор на над 200 библиографски единици на разни стручни и научни трудови во земјата и во странство, како и на преводи на дела од Жан-Пол Сартр, Герг Лукач, Исмаил Кадаре и други. Автор е на книгата Француски книжевни идеи на 20. век, како и на Балканската сага, составена од 17 романи.